Добар ден, почитувани ученици. Јас сум Зорица Младеновска, наставник во Основното училиште Димитар Македонски во Скопје. На овој час ќе се запознаеме со наставната единица мерење на зафатнина за пето оделение. Целите на часот се следните. Што всушност представуваат единиците мерки за зафатнина? Да ги запознаете единиците мерки за зафатнина, да знаете да ги претварате мерките за зафатнина. Основни мерни единици за волумен се милилитри, центилитри, децилитри, литри и хектолитри. Вашата другарка Марија изброила 20 капки вода и воочила дека тоа е од прилика 1 милилитар. Ама Марија била многу љубопитна, сакала да истражува, па решила да стави сега 100 капки вода. Тогаш тоа значи дека добила 100 милилитри вода, односно имаме 1 центилитар. Што можеме да заклучиме, драги ученици? Дека центилитарот е поголема мерна единица од милилитарот. Но Марија ја наполнила и чашата со вода, сок или некоја друга течност до половина. Тогаш тоа представува 1 децилитар течност. Го земала млекото од фрижидерот за да се напие и видела дека на опаковката пишува дека млекото е 1 литар. Литарот е основна мерна единица за волумен. Литар се означува со Л на латиница. Во 1 литар имаме 1000 милилитри. Што научивме на овој час? Научивме кои се мерките за зафатнина. Знам колку представува милилитар, центилитар, децилитар и литар. И научив да ги претварам мерките за зафатнина. За домашна задача, драги ученици, ќе одговорите на следните прашања. А можете и да ги проверите со помош на лажички и чашки. Под А. Колку лажички има во 2 чаши? И под Б. Колку чаши има во 5 литри? Ќе ја препишете задачата во тетрадката по математика и ќе ја одговорите. Ви посакувам лесна и успешна работа и ви благодарам